Господин Мицковски, добар ден и добродојавте во вестите на Алфа. Добар ден, благодарам на поканата и можност. Може ли да ни ја соопштите одлуката од извршниот комитет? Дали ВМРО ДПМН ќе настапи на локалните избори во Штип со свој кандидат или сепак се одлучивте токму на онаа варијанта поради корона кризата и неризикување на животите на граѓаните да останете на ставот дека не треба да има избори во Штип? Како што кажавте, во текот на денешниот ден извршниот комитет на ВМРО ДПМН одржа својата 6-та седница. Разговаравме за актуелната политичка и економска ситуација во државата. Во првата точка ги опфативме сите случувања поврзани со локалните избори не само во Штип, туку и во Пласници, мајќи во предвид девастирачката, би рекол, апокалиптична состојба со пандемијата предизвикана од COVID-19 вирусот. ВМРО ДПМН, извршниот комитет на ВМРО ДПМН, согласно статутот, одлучи да не му предложи на Централниот комитет на ВМРО ДПМН список на кандидати за градоначалници кои што би требало да бидат потоа кандидати за градоначалници во општините Штип и Пласница. Така што имајќи во предвид оваа, како што кажав, апокалиптична состојба со COVID-19 пандемијата, се тоа на кое што го гледаме е наше секојдневие, каде што буквално броиме десетици луѓе кои што го губат својот живот, броиме илјадници наши сограѓани кои што на дневна основа се заразуваат. За нас представува вистинска лудост оваа екзибиција на Зоран Заев и СДСМ, ВМРО ДПМН да ја легитимира. Напротив, треба да ја осудиме свесното втурнување на човечките животи во една апокалиптична ситуација. Ниту една политичка кариера не е вредна за да може човечки живот да биде или доведен во опасност, или пак не дај Боже да биде загубен. Ние нема да ги легитимираме фотелите на Зоран Заев и Бочварски во Штип и во Пласница на овие предвремени локални избори. Иако се решивте на ваков потек, практично власта сега има бришан простор во Штип. Дали мислите дека на ваков начин и овозможувате на власта уште еден мандат градоначалнички во Штип и покрај тоа што ситуацијата со корона кризата во Македонија е таква каква што е? Од една страна власта вели дека се полни капацитетите во болниците, од друга страна сепак решава да оди на избори, масовна операција со големо присуство на граѓани во одреден простор. Јас сум убеден дека ова погрешен потек. Погрешна беше и одлуката најнеспособниот градоначалник Бочварски да биде поставен на важно место, а тоа е Министерството за транспорт и врски, бидејќи тоа што не го добија штипјани, не очекувам да го добијат граѓаните во Македонија. Ценам дека свесното втурнување и загрозувањето на животите на луѓето не е политика која што ВМРО ДПМН ја поддржува. ВМРО ДПМН се спротивстава на ваквите девијантни однесувања во политиката и на ваквите, би рекол, Монти Пајтон политичари. И затоа ја користам оваа прилика да апелирам на разум, како што самите рековте, ситуацијата поврзана со COVID-19 пандемијата е навистина алармантна, девастирачка, тоа го кажа и во оној, би рекол, травматичен и би рекол страшен прес кој што го држа во текот на вчерашниот ден ресорниот министер, кога и покрај сите оние убедувања во минатото дека блескаме, дека ситуацијата е под контрола, после нашите укажувања практично призна дека ситуацијата не само што не е под контрола, туку е надвор од контрола и дека практично ние сме денеска изложени на една стихија поради неспособноста и незнаењето на владата. Господин Мицковски, денуве актуелно прашањето во однос на релациите Скопје-Софија и блокадата првата блокада која што вчера Бугарија ја постави за старт на преговорите со Македонија. Може ли направим куса оценка околу овој потек на Софија? Дали сметате дека причина за тоа е неспособната влада актуелна или пак ригидните ставови на источниот сосед? И околу оние информации кои што ги изложи председателот на државата, кои што говорат за некаков компромис кој што Димитров и Османи го направиле со Захариева при последната посета на Берлин и разговорите со германските министри, а македонската јавност за тоа дознава од шефот на државата во Скопје. Ниту дознавме за каков компромис се работи, ниту што прифатили и дали прифатили. Одговорот ќе го поделам на вашето прашање во два дела. Првиот дел е јас навистина со изненадување пречека веста од Корепер, односно на нивото на амбасадори на земјите членки на Европската унија, дека практично преговарачката рамка не е одобрена и практично не е одобрен датум за одржување на првата меѓувладина конференција. Се уште постојат уште два
чекора, едниот е на 17 ноември, нели сега се одложи тој состанок на ниво на министри, кој што ќе биде на 17 ноември, а потоа на ниво на високи представници на држави, председатели и премиери, дека сепак ќе преовлада разум кај нашите европски партнери и нема да потпаднат на овие закани и уцени од страна на нашиот источен сосед и конечно Македонија ќе добие таа заслужена меѓувладина конференција и ќе отпочне процесот на преговори. Затоа, накратко, јас се уште верувам во тие европски вредности, се уште верувам на разум и повикувам на разум, затоа што граѓаните тоа го очекуваат, тие го заслужија и државата тоа го заслужи. Она кое што мене лично ми представува проблема, тоа е дека јас предупредив дека ветувањата кои што во минатото Зоран Заев ги давал кај нашиот источен сосед, бидејќи е изгубена довербата помеѓу Зоран Заев и властите кај нашиот источен сосед, на неформалната средба со министерот за надворешни работи беше побарано од него да бидат преточени во анекс на договор. Се сеќавате, тогаш бев осуден дека ширам лажни вести, тоа го повтори и Бујар Османи, тоа го повтори и Зоран Заев. Но изгледа, според последните изјави на Каракачанов, дека воопшто не станува збор за лажни вести, туку напротив станува збор за вистинска информација и практично тоа се темели на новите барања, новите позиции од страна на нашиот источен сосед. Да бидеме најасно, секој си ги заштитува своите национални и државни позиции. И тука не треба ние да ја бараме вината кај нашиот источен сосед. Јас ке предупредам и ова важи до сите граѓани на нашата држава, до сите граѓани на Македонија, без исклучок дали се македонци, албанци, турци, роми, власи. Се додека функционира проектот Зоран Заев и ова раководство на СДСМ, се додека овој проект е дел од владата на нашата држава, ние ќе бидеме жртва на концесиите кои што ги правил и отстапките Зоран Заев во минатото. Сега се повлекува чекор назад и се обидува да манипулира со тие концесии. Ние никогаш нема да можеме да мрнеме чекор напред ако тие концесии кои што тој ги ветувал и ги превзел кога бил во опозиција само за да се догреба до фотелјата, не ги реализира. Така што главната вина е проектот Зоран Заев и СДСМ. И тоа треба на секој наш граѓанин да му јасно. Се додека овој проект функционира, Македонија не може да оди напред. Или ќе оди чекор мал напред под цена на целосна асимилација. Ние сме сега доведени во еден ќорсокак. Асимилација и интеграција или пак целосна дезинтеграција. Ние имаме црно-бели опции. А тоа е така поради тоа што концесии превземал Зоран Заев. Затоа мора подитно да биде поразен проектот Зоран Заев, за да може да имаат на маса други соговорници, други луѓе кои што немаат концесии. Само така Македонија ќе може на брза трака да стигне до крајната цел, а тоа е интеграција во Европската унија. Вториот дел од мојот одговор на вашето прашање се однесува на скандалозно признавање на Стево Пендаровски дека практично нашите представници таму, двојецот Димитров Османи, превзел обврски, односно се договорил за нешто што не знае македонската јавност. Ја користам оваа прилика да го повикам Стево Пендаровски наитно, бидејќи граѓаните заслужуваат одговори за тоа тој зима плата, за тоа користи привилегии, за тоа користи советници. Наитно да обелодени што се договориле и што потпишеле, затоа што го предупредувам и него. Идната влада на ВМРО ДПМН, концесиите на Зоран Заев, СДСМ и неговите концесии, нема намера да ги почитува. Нема намера да почитува ништо што ќе удри во идентитетот и во идентитетските прашања, во корените на постоењето на современата македонска нација, македонскиот јазик и македонската држава. Затоа, во име на вистината го повикувам Стево Пендаровски да излезе пред македонската јавност и да каже, да соопшти што е тоа што е договорено на таа неформална средба од двојецот Димитров и Османи, што е тоа што тие го прифатиле на штета на интересите на македонскиот народ и македонската држава. Споменавте вчера дека на Македонија е потребна што побрзо техничка влада или влада за национален спас. На кој начин сметате дека таа би требало да се формира, да функционира и дали би требало да отвори пат за некои идни избори кога ќе се создадат услови за тоа? Државата е во амбис. Очигледно дека ниту имаат знаење, нити знаат како да се справат со предизвиците. На дневна основа имаме катастрофа, девастирање на нашиот здравствен систем. Во образованието е ужас. Ужас, буквален ужас, ништо не функционира. Економијата е катастрофална. Кога велам катастрофална, ќе имаме пати во третиот квартал, ќе имаме пати во четвртиот квартал, ги гледате проекциите од страна на релевантните институции, тие одат во надолна линија.
Не знаеме, никој не излегува да и каже на јавноста какви размери ќе има епидемиолошки овој втор бран. Бидејќи ние никогаш не излеговме од првиот бран, ова би му дошло како најголем пик на првиот бран. Состојбата со земјоделието е ужасна. Појдете во Тиквешија, еве во Храброво направете една емисија, еден прилог таму да ги прашате лозарите, да видите која е цената по која што оваа година гројзето им се откупуваше и дали ветените субвенции им се исплатени. Наред ќе дојдат оризопроизводителите, наред ќе дојдат тутунарите. Катастрофална е ситуацијата и со буџетот. Единствено нешто кое што во овој момент преостанува е да овие неспособни Монти Пајтон политичари ги напуштат тие позиции, да дојдат луѓе кои што знаат да се справат со предизвиците. Бидејќи се плашам дека ако поминат уште неколку месеци, ние ќе влеземе во ситуација во која што нема да можеме да се повратиме за брзо време назад. Државата ќе ни се испразни. Во моментот собранието не функционира. Владиното мнозинство нема доволен број пратеници за да може да спроведува политики, за да може да спроведува закони. Наред ни е ребаланс, наред се многу закони кои што ќе значат, да речеме, определен квалитет за функционирањето на бизнес заедницата, за функционирањето на граѓаните. Затоа повикавме, било како да ја наречеме таа влада, да биде техничка, влада на национален спас, било како, широка влада, нешто кое што ќе даде доверба кај граѓаните дека некој води сметка. На луѓето им е преку глава од ефтини политички трикови, вулгарности во рамките на парламентот или на социјалните мрежи. Луѓето сакаат да видат стратегија и визија, тоа што денеска не го гледаат како потенцијал во овие Монти Пајтон политичари од името на Зоран Заев и СДСМ. Подитно треба да се повлече чекор назад. И уште едно прашање. Вчера имавте средба во рамки на фондацијата Конрад Аденауер, на кој што учествува и Зијадин Села и Африм Гаши, односно Алијанса за албанците и Алтернатива. Дали таквите средби, дали комуникацијата со овие партии оди во насока на некоја идна коалиција за идни локални или парламентарни избори? Јас и во текот на вчерашниот ден за време на настанот споменав дека природата на нештата ги поврзува политичките партии, станува збор за центар десни конзервативни политички партии. Логично е дека идеолошки, но и на ниво на политичка програма има сериозен простор за соработка помеѓу ВМРО, ДПМН и коалицијата Алијанса за албанците и Алтернатива. Вчера имавме навистина еден прекрасен панел организиран од страна на фондацијата Конрад Аденауер, која што е наш стратешки партнер како ВМРО ДПМН. Во иднина ќе бидат организирани други вакви настани. Ја охрабрувам јавноста да ги следи овие настани. Она кое што е многу значајно за да создадете едно партнерство во животот, без разлика дали тоа политичко, е довербата. Мислам дека довербата почнува да се гради и таа е на едно сериозно високо ниво. Очекувам дека во последните вакви настани таа доверба само ќе се зголемува и очекувам да отидам еве чекор понапред од она што го кажав вчера, тоа да кулминира со една заедничка коалиција пред одржувањето на локалните избори и заедничка поддршка на кандидатите за градоначалници. Господин Мицковски, ви благодарам за гостувањето во вестите. Ви благодарам на можноста.